Здраво! Јас сум Владко, а ова е мојата сопруга Росана. Ние сме дел од Христијанската црква Блага вест на Република Македонија. Таа е предводена од епископите Константин и Милена Кајшаров. Здраво! Со ова видео сакаме да ви го честитаме овој прекрасен празник Великден со една убава порака, а тоа е како да живееме според верата. Владко, како ќе дојде Царството Небесно? Росана, Царството Небесно ќе дојде на невидлив, внатрешен и духовен начин. Кој нема да може да го види? Нема да можат да го видат оние луѓе кои немаат духовни очи. Какви се тие духовни очи? Тие се очи на верата. Очите на твоето срце што гледаат со вера во Божјото Слово и ветувањето на Бога што ги има за својот народ. Дали си ти духовен човек? Ако да, тогаш размисли на фактот дека верата значи да веруваш во Божјите зборови, а не во она кое твоите очи ти го прикажуваат. А верата е жива представа во она кое се надеваме и убедување за нешто што не се гледаат. Евреите 11 глава 2 стих. Ова значи да имаш јасна слика во твоето срце за најдоброто можно решение за ситуацијата во која си се нашол. И истото тоа го објавуваш согласно Божјото Слово, гласно и со вера, во име на Господ Исус Христос. Бидејќи според верата живееме, а не според гледањето. 2 Коринтијани 5 глава 7 стих. Така е. Затоа научи се да живееш според верата, а не според она кое светот вели дека е нормално и разумно. Таа вера доаѓа со читање на Словото, Библијата, која што ни помага да видиме што Бог размислува, кои се неговите зборови. И тоа ги отвара нашите духовни очи, со кои можеме да го видиме Царството Небесно кое е внатрешно, но и надворешно околу нас. Зашто Божјото царство не се состои од јадење и пиење, туку во правда, мир и радост во Светиот Дух. Римјани 14 глава 17 стих. Правда. Што значи тоа? Доколку не си поверувал, не си се покајал и не си го примил Исус за свој Господ и Спасител, не можеш да бидеш оправдан пред Бога. Мир. Мирот ни го дава Христа, кога сме помирени со Бог преку Неговата крв. И радост. Радоста доаѓа од Светиот Дух поради нашето присуство во Царството Небесно. Бог сака да го воспостави Царството Небесно на земјата. Исус ја започна својата служба со зборовите: покајте се, зашто Царството Небесно се приближи. Исус дојде на земјата за да ги повика луѓето во покаяние, за да им бидат простени гревовите преку Него и така да влезат во Небесното Царство. Гревот не одвојува од Бога, бидејќи потекнува од ѓаволот, кој владее со овој свет, затоа има толку многу зло насекаде околу нас. Но Господ Исус Христос ја излеа милоста Божја врз сите нас, која е наш подарок и со ништо не ја заслуживме. Поради неговата огромна љубов кон нас, тој одлучи да го даде својот син и живот и така ги зеде сите наши гревови за да можеме да бидеме дел од неговото царство. Ако го примаш Исус Христос за свој Господ и Спасител и живееш со вера во него, тогаш и ти примаш вечен живот како дар кој ќе го живееш во Царството Небесно. Верувам дека овој Великден ќе остави подлабок печат во вашето срце. Затоа, ајде да не го прославуваме како што тоа го правевме досега, со традиции, ритуали и обреди. Наместо тоа, да се запрашаме, каков живот живееше Исус? Каков пример ни остави? Тој ни остави пример на живот воден според верата. Само таа вера може да не промени нас и светот околу нас. Бог сака ние да бидеме жители во Неговото царство. Бог сака да го воспостави Божјото царство на земјата, но дали ние тоа ќе му го дозволиме? И посекуваме убав и благословен ден во името на Господ Исус Христос. Мирот и љубовта на Бога нека бидат во вашето срце.